Значи, Софревски против Андоновски. C2, C4, G6, D4, konj na F6, konj na C3, lovec G7. Така почна ова партија. Интересна партија, кралско-индиска одбрана. После E4, D6, konj na F3, рокада на Андоновски. Софревски го продолжува развојот, ловец E2, следи E5 и сега ја игра омилената варијанта со ловец E3. Идејата на варијантата е во тоа, ако сега црниот го одигра потегот конј C6, тогаш белиот настапува со D5 и после конј E7 го игра потегот конјот F на D2 и на тоа и со тоа поставува идеална позиција на фигурите. Ловецот развиен на E3. Во овој момент Андоновски се решава на потегот C6, следи дама D2, дама E7 со притисок на пешекот E4. D5 и во оваа ситуација сега конјот од F6 тргнува во напад на ловецот E3. Белиот не сме да дозволи една ваква измена на конјот за ловецот, исто така сака црниот да го одигра тематскиот потек F5, затоа ловец G5, F6, ловец H4 и сега развоен потек конјот B8 на A6. Рокада H5 со закана да се одигра G5, ловец G3 и после тоа H4, да се зароби црнополниот ловец. H3 конјот од G4 отстапува на H6. Конј E1, G5, ловец G3, виси пешекот на H5 од ловецот E2, значи H4, ловец H2. И сега ова се горе-долу очекувани потези. Во оваа ситуација, значи, црниот е на раскрсница. Дали да го игра овој потек или да го одигра овој потек. Значи, црниот мора во оваа ситуација да нападне, инаку може да дојдат до израз известни слабости во неговата позиција. И Андоновски се решава на потегот G4. Х зема на G4, конјот H5 на G4. Конјот во напад, со напад на ловецот H2, со закана ловец H6, практично изнуден е потегот ловец зема на G4, ловец зема на G4, сега F3. Каде со нападнатиот ловец? Ако дојде ловецот на D7, треба да смета со ова земање на C6 и после тоа топ D1 ќе биде загубен пешекот на D6. Затоа ловец C8. Една многу сложена позиција. Неизвестна позиција. И сега белиот има тука многу можности, но главно треба
да удри со F4 на црната позиција. Е веројатно дека добар потек е овој потек. Топ А на D1 со идеја D зема на C6. Па ако црниот затвори со C5, тогаш, например, овој потек конјот F1 на D3. Сега на F5 би го имал потегот F4 со компликации во корист на белиот. Но црниот го има во оваа ситуација потегот конј B4. Како би се развивала оваа партија? Шансата на црниот е на Г линијата. Има ловечка двојка која што треба да ја разигра и да ги постави тешките фигури на Г линијата. И Андоновски ќе видите дека во тоа успева, но со помош на противникот. F4, ловец G4, тоа е изнуден потек практично. И сега Софренски ја прави тука решавачката грешка, тоа е потегот F5. И се потегот изгледа добар, затоа што го изолира ловецот, сака да го нападне Х пешакот, но следи дама F7. Тоа е многу добар потек на Андоновски. После потегот дама F7 белиот има проблеми. Конј D3, крал H7, конј F2, ловец H6, шех со напад на дамата. Дама E1 и сега ловецот отстапува на H5. Конј D3 со напад на пешакот H4, но тој пешак нема потреба да се брани. Видите сега, ако дамата земе на H4, тогаш топот доаѓа на G4 со напад на дамата, дамата се повлекува, другиот топ доаѓа на Г линијата и тука црниот има многу единици во напад, од кои што не ќе може да се организира добра одбрана. Крал H1, топ G4, дама F2, топ од А на G8, топ G1. И решавачкиот потек во ова партија, тој е потегот топ G3. Жртвата мора да се прими. Нападнат е конјот на D3, се заканува со ловец E3. Ловец зема на G3. Сега Х зема на G3. Дама E1. И последниот 30 потек во ова интересна партија, тој е потекот дама G7. И сега веќе нема одбрана од дама G5 или дама G4, дама H4. Многу неспретно се поставени белите фигури и затоа во ова ситуација белиот предава.